Ги започнуваме вестите на Кисименада телевизија. Ова се настаните на денот. Македонија пат ја обновува заштитната мрежа на автопатот Скопје-Гостивар. По само 2 дена поништени решенијата за смена на раководството на СВР Тетово. Тимот Македонското еколошко друштво залови нова единка од реткиот балкански рис. Започнуваме со првата вест. Македонија пат ја обновува заштитната мрежа на автопатот Скопје-Гостивар. Во наредните неколку месеци ќе се променат 6 километри од заштитната мрежа. Јавното претпријатие за државни патишта преку Македонија пат започна со обнова на дел од заштитната мрежа во должина од 6 километри на автопатот Скопје-Гостивар. На акцијата и претходеше собирање на сметот кој беше покрај патот и отстранување на високата вегетација. На делницата Желино-Тетово претходно беше постапено за чистење на крупната вегетација, чистење на теренот од смет. Моментално се работи на промена на заштитната оградна мрежа, каде што е оштетена и дотраена. Континуитет ќе се продолжи према Гостивар. Комплетно на делот оштетената мрежа, значи оштетената дотраената мрежа ќе се изврши промена и санација. Проценката е дека околу 6 километри да се промени дотраената мрежа. Моментално е променето на 800 метри. Работите ќе се изведуваат у текот и преку летото. Динамиката на работа од прилика околу 3 до 4 месеци. Од Македонија пат велат дека главните причини за оштетување на заштитната мрежа покрај автопатот е поради зачестените кражби и од сообраќајните незгоди кои се случуваат на оваа сообраќајница. Активностите на Македонија пат околу одржувањето на патната мрежа во Полошкиот регион, која е под нивна надлежност, продолжува и во наредните месеци. Оваа година од подобрувањето на временските услови предвидено е надградба и поправка на регионалниот пат 1206 општина Боговиње 2 километри, поправка на регионалниот пат 2234 Јегуновце Радуша на село Дворце околу километар и пол и регионалниот пат Тетово Јажинце местноста Порој од километар и 300 комплетна реконструкција и поправка. Невообичаено топлата зима без снег ќе влијае негативно врз есенските посеви, оценуваат агрономите. Во Гостиварскиот регион во есенската сеидба најзастапена е пченицата, а за добри приноси на производителите сега им останува да се понадеваат на дожд. Невообичаено топлата зима и немањето на снег ќе удрат по грбот на земјоделците. Агрономите велат дека ваквите услови негативно се одразуваат врз есенските посеви и ќе ги намалат приносите. Во Гостиварскиот регион во есенската сеидба најзастапена е пченицата, пошто следува јачменот. На производителите сега им останува да се понадеваат на дожд, што ќе спречи да претрпат поголеми штети. Па сега иде пролетта, очекуваме дождови. Треба да се подобри малку ситуацијава. Приносот ќе се намали во глобала, ама нема да биде толку страшно ако имаме врнежи. Ако немаме врнежи, ќе имаме проблем со формирањето на класоти, ќе имаме многу помал принос. На Гостиварското подрачје се одгледуваат неколку врсти на пченица: Оровчанка, Балкан и Новосадска. Фазлија нагласува дека во родот и квалитетот на пченицата важно е и како земјоделците ќе успеат да се справат со плевелот. Со неговото 25 годишно агрономско искуство оценува дека од нивите во Гостиварско излегува квалитетна пченица, но засеаните површини значително се намалуваат. Воглавно во Гостивар немаме на жалост големи површини како порано. Како што имавме порано продавање на семенска пченица, продававме многу големи количини. Сега се намалени површините негде за 50 до 60% на пченица. Причината за намалувањето е воглавно намалување на сточниот фонд, кој прво, и второ иселувањето и
немаме млади земјоделци на нивите. Сите земјоделци што не се над 40-50 години се, а млади земјоделци во главно во Гостиварскиот регион неаме сега за сега. Во горнополошките полиња пченица се сее на околу 2500 хектари површина. По само 2 дена поништени решенијата за смена на раководството на СВР Тетово, од денес повторно началник на оваа институција е Амир Далепи. Со одлука на владата на Република Северна Македонија од 18 февруари 2020 година се поништени решенијата. Гоце Јанкуловски да биде поставен на функцијата началник на СВР Тетово, како и Амир Далипи да ја заземе функцијата дополнителен заменик началник на СВР Тетово, донесени на 16 февруари 2020 година. Постапувајќи според оваа одлука, од денеска повторно началник на секторот за внатрешни работи Тетово е Амир Далипи, соопшти СВР Тетово. Токму на претходната промена на раководните позиции во СВР Тетово реагираше дополнителната заменик министерка за внатрешни работи Славјанка Петровска, која истакна дека поради законски пречки, односно поради назначување во изборен период, таа одбила да го потпише назначувањето на Гоце Јанкуловски за началник на СВР Тетово. Во Гостивар турски државјанин повреден со нож, девојка лишена од слобода под сомнение дека го извршила нападот. Во билтенот на СВР Тетово информации за повреден работник и злоупотреба на лични податоци. Вчера околу 20 часот и 30 минути во полициската станица Гостивар од Гостиварската болница Ферит Мурат било пријавено дека на излез од градот на магистралниот пат кон Тетово со повреда од остар предмет на патот бил пронајден 23 годишен жител од Република Турција со регулиран престој во Гостивар. Тој бил пренесен во ургентен центар Гостивар за укажување на лекарска помош во 22 часот во врска со настанот поради сомнение за сторено кривично дело убиство во обид. Во полициската станица Гостивар од слобода била лишена 24 годишничка од Република Турција со привремено живеалиште во Гостивар. По целосно документирање на случајот, против неа ќе биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 14 часот и 15 минути на улица Мурат Бафтијари во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 39 годишник затоа што при негов преглед пронајден му е хероин. Тетовецот е задржан во полициската станица Тетово и по документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 15 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово одделение за внатрешни работи Гостивар со судска наредба привеле 27 годишник од Гостивар осуден на затворска казна за сторено кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Нешто подоцна, тој е спроведен во казнено-поправната установа Тетово за издржување на затворската казна. 37 годишна жителка на Тетовско село вчера во 9 часот и 40 минути пријавила злоупотреба на лични податоци на нејзината малолетна ќерка од исто така машко малолетно лице од Тетово. Според пријавеното, малолетникот со кој се познавала од порано објавил фотографии од експлицитна содржина на социјалните мрежи кои таа му ги испратила. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера во 14 часот и 45 минути тројца 24 годишни жители на Тетовско Горно Седларце пријавиле дека претходниот ден околу 21 часот и 30 минути 32 годишник од Тетово и уште неколку лица физички ги нападнале на улица Илинденска во Тетово. На нападот според пријавеното му претходела меѓусебна вербална расправија околу паркирање на нивните возила. Се работи на целосно расчистување на случајот. Ноќеска во 3 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавено е дека 41 годишник од Гостивар, вработен во гостиварска фабрика, се здобил со тешки телесни повреди на едната нога. Тој бил пренесен во гостиварската болница Ферит Мурат, а екипа од одделението за внатрешни работи Гостивар извршила увид на местото на повредувањето. Успешен старт на сезоната за тимот што работи на зачувување на балканскиот рис. Заловена е втора женка рис на локација во близина на Стража. Рисицата е крстена Нарциса и е во добра здравствена состојба. Тимот кој што работи на зачувување на балканскиот рис од Македонското еколошко друштво со помош на кафе Замка залови нова единка од реткиот балкански рис. Животното е заловено во местноста Буковик близу Стража.
Од друштвото информираа дека се работи за здрава женка на возраст од 2-3 години, тешка 15 килограми. По фаќањето на рисицата во кафе Замката се презеле стандардни процедури и мерења за утврдување на здравствената состојба на единката, пошто рисицата е пуштена на слобода. Ова е втора рисица што ќе носи околувратник и ќе биде пратена со методот на радиотелеметрија и GPS следење. Со ова го збогатуваме нашето знаење за распространувањето на рисот и за неговите потреби од храна и живеалиште, велат од Македонското еколошко друштво. Името на рисицата Нарциса и го дале ловџи од ловното друштво Сокол 3 од селото Зајас, кои присуствувале на процедурата на заловување. Од 2010 година Македонското еколошко друштво има заловено и ставено околувратник на вкупно 8 единки рис, со што се стекнуваат значајни податоци за однесувањето и заштитата на овие животни. Комисијата за здравство при Демократската партија на албанците денес на пресконференција упати неколку критики за функционирањето на Факултетот за медицински науки при Универзитетот во Тетово. Во текот на сите овие години немаме развој на овој факултет. Напротив, имаме непотизам, вработување на партиски експоненти, предавачи без потребните научни звања и како последица на тоа Медицински факултет секој ден е многу во полоша состојба. Меѓу многите девијантни случаи го споменуваме случајот дека студентите по стоматологија го извршуваат практичниот дел од своите стручни предмети во приватните ординации на нивните предавачи. На Медицинскиот факултет во Тетово му требаат институти за анатомија, хистологија, патологија, микробиологија, патофизиологија и така натаму. Сепак, забележуваме дека засегнатите институции не добиле средства од државниот буџет за нивно основање, дури и годинава. Актерот Семир Гицич ја одржа првата стендап комедија во Тетово. Со тоа ја започна турнејата низ Македонија. Негова гостинка беше Ивана Наскова, тетовци има можност да уживаат во нивниот хумор во Центарот за култура Илјантевски смок. Поштовање свима, добровечер. Списокот на неподносливите сорти на луѓето е темата на бесконцептуалната стендап комедија на Семир Гицич. Тој вчера вечер во Центарот за култура за прв пат настапи во Тетово заедно со неговата гостинка Ивана Наскова. Тој е дипломиран актер, а започнал со стендап комедија за да им раскаже на луѓето нешто што не може да го постави како драмски текст, а сепак ќе предизвика интерес. Периодот е на турнеја низ Македонија, која започна токму од Тетово, вели дека негова цел е луѓето да одат дома на смени. Јас сам више безконцептуални, јер никад не знаш какву представу могу да направим и кој е тоа жанр. И онда сам така. Јас сум безконцептуален уметник, бидејќи никогаш не се знае каква представа ќе направам и каков жанр ќе биде тоа. Таков е стендапот. Но сепак имам теми за различни луѓе и сето тоа што ќе ми падне на ум го зборувам. Видовите луѓе, нивната анализа и профили се дел од представата. Целта е луѓето, барем на час и пол, два, да заборават на своите проблеми. Јас тие проблеми не можем да ги решам. Не можем да им платам струја, да им платам данок, да им ја напишам домашната задача. Но можем да направам да заборават на тие проблеми на некое време. А и добро дело е да ги насмеете луѓето. Ивана Наскова работи стендап веќе 5 години. Има успешни настапи во Македонија и надвор од земјата. Тематиката на незините настапи воглавно е насочена кон машко-женските односи. Јас сум позната по тоа што сакам да зборувам за машко-женските односи, за тоа колку се мажите напатени од страна на жените. Знаат многу често девојките да ми речат као бе ти си девојче, треба да не одбраниш, а другар ми знае да рече као ја оваа жена ми душата ми ја извади, као знам му викам другарка ми е 10 години, мене ми ја вади душата, знам зашо ми преш муабет. Значи најмногу сакам да зборувам за машко-женски врски, како мажите се многу поразлични од жените, а никогаш толку многу слични, и моја посебно чувствителна тема е поради тоа што мајка ми често ме заморува како ќе се мажиш, кога ќе се мажиш, да зборувам за браковите и за сите згоди и незгоди во брак, поради тоа што имам доста материјал, што од другарки, што од комши, ќе се скара комшијата со жена му, па ќе чуеш, ќе излезе комшиката, ќе дојде на гости, ќе се пожали, ќе каже, така да тоа е неисцрпен
материјал што со драго задоволство го работам и го пишувам и го творам. Настапите на Семир и Ивана се во организација на продукцијата Златен зап, а ќе продолжат во други градови од земјава, како Кичево и Струга, додека вечерва можност да уживаат во нивниот хумор ќе имаат гостиварци. Спортски вести. Максимални победи од по 3-0 за Универзитет Тетово и Илирија на првите четвртфинални надпревари од машкиот одбојкарски куп на Македонија. Одбојкарите на Универзитет Тетово и Илирија веќе може да го слават пласманот помеѓу најдобрите 4 екипи во машкиот одбојкарски куп на Македонија. Универзитет Тетово со максимални 3:0 славеше на гости кај Угада Студент во Штип. Тетовци на противникот му дозволија во првиот и вториот сет да освои по 18 поени, додека во третиот 17. И одбојкарите на Илирија од Джеровјане ја оправдаа фаворитската улога против Шкендија. Екипата од Джеровјане го доби надпреварот со максимални 3:0 и на противникот му препушти по 17 поени во првиот и третиот сет, додека во вториот одбојкарите на Шкендија освоија 19 поени. Реванш надпреварите од четвртфиналето на Купот на Македонија ќе се одиграат идната среда, но се чини дека тие ќе бидат само формалност за Универзитет Тетово и Илирија. Во полуфиналето веќе се пласира екипата на Джио Струмица, која двата надпревари против Дибра Волеј ги доби со службени 3:0. На последниот надпревар Вардар со максимални 3:0 ја совлада Весна Пробишлип на гостински терен и тука реваншот ќе биде само формалност. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!